Можеме? Може. Почитувани медиуми, денес утрово сум на работна средба со земјоделците од Делчево, Берево и Пекчево. Разговаравме за пласманот и откупот на сливата од реколта 2024 година. Она што денеска го добив како информација е дека се очекува род од околу 2500 тони од овие три општини. Нажалост, родот е со полош квалитет, бидејќи имаше на почеток на годината град, топлото време, едноставно цела оваа слива која што се очекува ќе биде претежно наменета за индустрија. Она што јас им го пренесов на земјоделците дека како министерство веќе сме во сериозни преговори за еден откупувач од соседна Србија кој ќе откупи голема количина на слива од овој регион и дополнителни откупувачи, практично целата количина од 2500 тони да се откупи, да остане родот, да не остане дома. Она што ние како министерство во името на владата денеска им ветив на земјоделците дека нема да ги оставиме сами, нема да бидат препуштени сами на себе, него напротив како влада ќе интервенираме со дополнителна мерка за да компензираме загубата која што би ја претрпеле. Ако откупната цена на сливата оваа година се движи од 9 до 10 денари, ние како министерство, како влада сме спремни да доплатиме разликата до 14, односно 15 денари, се со цел земјоделците да бидат задоволни. И оваа мерка која што веќе на некој од наредните седници на влада ќе ја поминеме како официјална мерка, ќе биде исплатена од интервентниот фонд веднаш по завршувањето на бербата. Тоа значи дека земјоделците ќе ги добијат парите во рокот 50 дена од завршување на бербата, се со цел да го компензираат трошокот и да биде стимул за веќе наредната година. Она што веќе го дефиниравме како заклучок од состанокот е дека како министерство сериозно ќе работиме веќе за наредната година да овој дел на Република Македонија биде сериозно поддржан од делот на одгледување на оваа култура, затоа што овдека највеќе успева. Тоа значи дека министерството ќе носи конкретни програми и мерки кои што ќе значат долгорочно решавање на проблемот со пласманот на сливата, а од друга страна ќе значи зголемен извоз во делот на преработки, не само на примарен земјоделски производ, кој што нормално ќе има ефекти и врз нашата економија. Ќе се финансираат изградба на дистилерии, преработувачки капацитети, се со цел да долгорочно се реши овој проблем, а не да биде вака стихино од година во година колку да се преброди годините. Врз основа на официјални статистички податоци од Државниот завод за статистика, во последните 7 години забележливо е драстично опаѓање на бројот на добиточниот фонд не само во регионот на Пијанец Малеч, туку на ниво на цела држава. Кажете ни, да кажеме, дали предвидувате одредени мерки за на некој начин унапредување на процесот на сточарството, за одгледување на сточарството и подобрување на состојбите во овој сектор? Бројките се лоши, навистина е катастрофална ситуацијата, тоа е резултат на оние погрешни и задоцнати мерки кои што ги правеше изминатата власт. Нажалост, нашите полици се со увозно млеко, нашето производство на месо, живина, свинско и така натака е веќе преполовено. Ние ќе дадеме веќе од идната програма 2025 година зголемен потенцијал, односно зголема поддршка, се со цел да го враќаме сточниот фонд, бидејќи мораме да обезбедиме домашна храна за нашите сограѓани и нормално како извоз на земјоделски производи. Ќе биде редефинирана програмата за субвенции, се со цел да стимулираме зголемено производство и нормално оние субвенции кои што ќе ги даваме, ќе ги исплаќаме на време, се со цел да бидат дополнителна додадена вредност во делот на сточарското производство. Знаете дека еве со доаѓањето на власт ние веќе исплаќаме субвенции кои што со претходни години, дали е тоа за предадено јагне во кланичен капацитет, дали е за литар млеко кое што досега требаше да го имаат земено сточарите. Меѓутоа, ние како влада веќе на самиот почеток даваме сериозен приоритет во делот на исплата и на субвенции и ќе градиме мерки кои што ќе бидат долгорочни. Пијанец Малеч во минатото беше познат по добрата хидролошка состојба во однос на водите и расположивот на наводни ресурси, меѓутоа со климатските промени оваа состојба се драстично менува. Сега се наметнува потребата за квалитетно земјоделие, нели, водоснабдителни системи, снабдување со вода на земјоделските површини, дури и за сточниот фонд нема вода за самиот добиток. Дали размислувате во однос на вашите политики во иднина развивање на водостопанството во регионот на Пијанец Малеч, во Делчево и Беровскиот крај и како во таа насока ќе се одвиваат? Видете, приоритет на владата, на министерството и на институциите кои што се задолжени за снабдување на земјоделските површини со вода, тоа е водостопанство и управата за водостопанство. Свесни дека водата е битен елемент во земјоделското производство, а досега не се инвестираше речиси ништо во овој дел и ние практично на цела држава имаме еден колабиран систем кој што значи ненавремена или недоволна количина на вода за земјоделските површини. 2025 година ќе биде почетокот на спроведување на 10 годишната програма, а тоа значи 20 милиони евра на годишно ниво за
а инвестиции и враќање на системите за наводнување во една функционална состава, свесни дека водата е битен елемент во земјоделското производство. Ние не можеме да се надеваме на рентабилно производство, ниту по квалитет, ниту по квантитет, ако немаме количина на вода. Не само во делот на истокот од Република Македонија, речиси на цела територија ќе се работи засилено на враќање на системите во функционална состава, свесни дека е клучен елемент во земјоделското производство. Благодариме. Благодарам.